Почитувани колеги, повторно ќе зборуваме за закон, за кој измените законски се направени врз основа на некаков договор кој го немаме видено. Она што денес го приметувам е тоа дека праксата првин да се полага правосуден испит, а после да се оди на правни студии, продолжува. Првин да се подпишува штетен договор, а после да се прават законски измени поврзани со тој штетен договор и да се повикува на увид за тој договор, е пракса. Првин сами си предлагаат и си организираат и договараат уставни измени, а потоа викаат на консултации и поддршка. Нема да може. Дали сме за да се гради во Македонија? Да. Дали сме за да се градат коридори во Македонија? Да. Но да сакаме, колеги, сите заедно да има нови патишта во Македонија, патишта по кои ќе возат среќни граѓани во Република Македонија, патишта кои овие граѓани ќе ги поминуваат со цел туризам, да го развиваме внатрешниот туризам, со цел посета на семејствата, да има сближување, да нема раселување, со цел превоз на добра и услуги. Ама знаете како? Кога би разговарале со некои стопанственици, би ви кажале: работа има, но наплата нема. И сега сведоци сме дека фирмите се затвараат. Зошто? Заради тоа што имаме големи кризи. Денес се разговараше и се дискутираше за тоа и се зборуваа некои популистички и дневно политички фрази поврзани со понудата на можноста да се видело на кратко договорот од 500 страни. Не го дадовте на увид договорот колку и да лажете и да манипулирате. Јавноста треба да знае, пратениците треба да знаат. Или праксата е овде повторно. Првин правосуден испит, па после на правни студии. Колеги, конструктивност има од наша страна. 17 амандмани се поднесени со квалитетни забелешки, но исто така сигурни сме дека овие амандмани ќе бидат одбиени, бидејќи впрочем власта досега, кога што сум јас дел од ова парламентарно собрание, 3 години се одбиваат сите најдобронамерни предлози од наша страна. Ајде законот малце. Дали се заштитува Македонија со овој закон? Не. Со овој закон, каде вели економичност и ефикасност на постапката, овде не видовме никаква економичност. Баш напротив, видовме како уште не почната реализацијата на проектот, не почнати активностите, бидејќи да, 2 табли беа ставени, ама толку со таблите. Значи, уште не почнати, се издадоа милиони евра од државниот буџет. Арно, ама ова пак ја докажува праксата. Првин правосуден испит, а после правни студии. Јас сакав да ве подсетам на кратко, бидејќи кога видов дека повторно и на овој закон не е подпишан премиерот Ковачевски, за џабе го именуваме премиер кога одговорност не сака да превземе, а не пак за лидерство да ни зборува. И сега Ковачевски или пак Артан Груби, сакав да спомнам за него, бидејќи тој еднаш имаше едно мандатно писмо, земено и се заколна пред граѓаните, дека ќе наоѓа најдобри можни решенија. Зарем ова е најдоброто можно решение, денес што е пред нас, најголемиот скандал што ќе се случи
на Република Македонија. Најголемото крадење што ќе се случи во Република Македонија. Дали тој се обврза и вети пред граѓаните со мандатното писмо, партиципативност, инклузивност, еве го примерот. Нема ни едно ни друго, бидејќи овде не гледаме такво нешто. Концептот еднакво општество за сите, зарем ова е еднакво општество за сите, кога ние овде во собранието немаме атмосфера на еднакво собрание за сите, па ако нема во собранието на Република Македонија, нема нигде. И требаше и вети да биде пример за добро унапредување. Да, пример за добро унапредување, ама на криминалот, за жал. Законот има многу недоречености и затоа се нашите амандмани, посебно во членот 2В, но предходно да почнам, морам да кажам, граматички катастрофално напишано. Такви реченици како што има овде, таков простор за манипулација даваат. Луѓе, хаос се прави со овие предлози, кои на брзина ги правите. Посебно членот 2В. Во членот 2В, во целиот член, каде што можат повеќе реченици да се направат, и содржински многу подобар да биде, ама тоа е првосуден испит, па после правни студии. Урбанистичкиот проект, ајде да не навлегувам во целата содржина на членот 2В, под став 2, сакам да се задржам на делот за градбите од стратешки интерес. Каде е наведено што е стратешки интерес? Ова е трет закон ќе кажам. Според она што е докажано во јавноста, според она што го гледаме, стратешки интерес на оваа влада е да се краде, да се манипулира, да се киднапира. Докажано, видено. Не лажам ништо, не измислувам ништо. За градбите од стратешки интерес не се применуваат одредбите од овој закон. Јас ќе ви кажам, за реконструкција на приватен кров во домакинство повеќе документи треба отколку за вакви проекти како што се овие. Но ќе зборуваме за жал во иднината со лоши критики за ова што денес се случува. Членот 8, посебно, стратешки интерес, повторно, а нема дефиниција што е стратешки интерес и една рамка да си има да се стави за тоа, се изработува и заверува во писмена форма. Во писмена форма. Кој има простор овде да манипулира? Сигурно обичните граѓани и населението нема да манипулира. Овде ќе има простор да манипулираат одредени челници во власта и приврзаници нивни кои ќе имаат финансиски интерес од сето ова. Зошто се дава ваква можност? Зошто да не се спречи сето тоа? Пак ја кажам, заради тоа што криминалот, корупцијата, манипулациите, злоупотребата и така натаму е приоритет. Не е ништо друго приоритет. Да се уредат имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето со склучување на договор и понатаму. Знаете ли колку простор за злоупотреба во сите членови имате? Верувам дека на овие лаги и манипулации кои се во скоро време ќе имаме разрешница и се надевам на промена и верувам дека промените час поскоро ќе се случат во оваа држава. Лага е дека спроведувањето на законот не повлекува материјални обврски. Бидејќи кога гледаме што се случува, спроведувањето на законот доведувало до многу материјални обврски. На крајот, не мислев дека толку ќе се задржам за да ми помине времето, мислев дека ќе имам можност да помолчам малце на говорницата, со цел со молчење да го раскажам и да ја раскажам кореспондентната табела. Бидејќи само молчењето може да ја долови сликата за тоа дека е таа празна,
дискриминирачка спрема пратениците, а колеги, вие што ќе поддржите овој закон и што ја поддржувате целата процедура овој закон да биде овде, на оваа комисија, навистина голема грешка и голем прекршок правите. Благодарам. Ви благодарам. Благодарам. За реплика нема.